Добар ден, ученици! Јас сум Златика Јолеска Даскалов, наставник по техничко образование во Основното училиште Лазо Ангеловски, општина Аеродром, во Скопје. Целта на овој час е да се стекнете со знаења за да може безбедно да учествувате во сообраќајот како пешаци и велосипедисти на крстосница. Дозволете ми да ве запознаам со содржината на денешниот час. Денес ќе изработиме макета на регулирана крстосница во која се вкрстуваат две улици. Да се посетиме што е крстосница. Крстосница е површина на која се вкрстуваат или соединуваат два или повеќе јавни патишта, како и широка сообраќајна површина, например плошта и слично, што настанува со вкрстување, односно со соединување на патишта. Имаме во предвид дека и популарните кружни токови исто така се крстосници. На денешниот час ќе ги употребите вашите претходно стекнати знаења од темата сообраќај и вештини во изработка на макета на сообраќајна крстосница, регулирана со сообраќајни и светлосни знаци. Како и секогаш, и овој пат ќе го подготвиме работниот простор. Потребен прибор за оваа задача се ножици и лепило, а потребен материјал е материјалот од куферчето подготвен за оваа работна задача, односно печатена картонска подлога на крстосница, печатени елементи на патот и дрвени и пластични носечки елементи. Почнуваме со чекорите на работа. Од понудените елементи на отпечатениот картон исечете ги пешачките премини и сообраќајните ленти за велосипедската патека. Со внимание ставете лепило на секој елемент и залепете го на предвиденото место како на сликата. Да се потсетиме. Пешачки премин е дел од површината на коловозот, наменет за преминување на пешаци и е обележан со бела боја. Сообраќајна лента за велосипеди е сообраќајна површина обележана со црвена боја и наменета исклучиво за сообраќај на велосипеди, тротинети или мали мопеди, како и слични превозни средства. Следниот чекор е да ги исечете сообраќајните стрелки за правци, кои потоа треба да ги залепите на коловозот. Да се посетиме што е коловоз. Коловоз е дел од површината на патот, наменет првенствено за сообраќај на моторни возила, додека пак стрелките служат за покажување на дозволените правци на движење по коловозните ленти. Потоа, од картонот исечете ги елементите за сообраќајна сигнализација и семафорите и залепете ги на дрвените и пластичните столбови, како што е прикажано на сликата. Да се потсетиме на сообраќајните знаци кои ќе ги користите на крстосницата. Пат со првенство на минување. Вкрстување на пат со првенство на минување. Ограничување на брзината. Патека за велосипедисти. Обележан пешачки премин и знакот за престројување на возила. Потоа, внимателно и со трпение, залепете ги на предвидените места на макетата, како што е видливо на сликата. Можете да бидете креативни во поставувањето на знаците и сигнализацијата, но должни сте да ги почитувате правилата и прописите. Со возрасен посетете некоја блиска крстосница и споредете го вашето распоредување на знаците со распоредот на вистинската крстосница. Со изработка на вашата крстосница, вие ги искористивте и унапредивте своите вештини за сечење со ножици и прецизно лепење. Се потсетивте на бројни сообраќајни знаци.
Утврдивте дека постојат повеќе различни видови крстосници. Научивте дека регулирана крстосница е сложен градежен потфат кој овозможува поголема безбедност, ред и организација на сите учесници во сообраќајот, независно со која категорија на превозни средства управуваат. Изработената макета сочувајте ја за понатамошна работа и оценување од наставникот. Ви посакувам добро здравје и успех во работењето. Ученици, ви благодарам за вниманието.